Нели се во шок властите, бидејќи они се во суштина на потполно друг начин воспоставени. Партијата победи, сега се на нашите партиски кадри ќе има возможност. Да, тоа се помалку ќе биде така и се помалку ќе поминува кај општата јавност, затоа што оваа генерација која доаѓа има многу пократок фит. И нема намера да чека, не знам, со години, да не речам со декади, за работите фундаментално да се променат. Мислам дека кога оваа генерација ќе биде предоминантен дел од гласачкото тело, таа брзо ќе казнува. Заради тоа што пораката е дека токму тој систем кој е етаблиран 30 на години, на строга партиска иерархија, на комплетен споил систем, ние кога доаѓаме све зимаме, ќе мора да престане заради тоа што ќе мора да се нормализира начинот на кој се практикува власта. Тоа е повеќе мерит систем, тоа се подобри институции, тоа се институции кои ќе даваат услуги. Како што реков, младите ќе сакаат за со парите да го добијат она што им следува. И нема да се откажат од овие. Јас би рекол се уште се соништа, ама еден ден се надевам дека ќе станат реалност. Они ќе сакаат да го добијат начинот на живот кој го има, не знам, во Женева, кој го има во Виена и така натаму, заради тоа што сметат дека го заслужуваат. Ние бевме генерација која дебело зезна од тој поглед, затоа што мислевме дека не го заслужува. Овие деца сега, не се деца, тоа се вика оформени личности, не растат со такви трауми и не трпат патронизирање, она што исто го приметувам од никого. Не е дека не почитуваат авторитет, тоа се две различни категории. Некој да им држи лекции за работи кои им се добро познати и кои им се достапни, кои се проверливи. И тоа е нивната голема предност.